Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Предлогот за новата влада е доставен до собранието, а расправата и гласањето ќе се случи овој викенд. Владата е составена од 24 министри. Од коалицијата Твоја Македонија е премиерот и 15 министри. Коалицијата Вредик има 7 министри и политичката партија Знам е застапена со 2 министерски места. Премиерот порача дека при изборот на кадровскиот потенцијал и решенија за состав на новата влада се водел од принципите за честност и посветеност. Во новите министри има голема надежа за возврат, очекува тие целосно да се вложат за реализација на амбициозните зацртани цели. Она што денес ве прашуваме, има ли некој кого очекувавте во новата влада, а го нема во изборот на премиерот? Ве прашуваме и дали застапеноста на жените во новата влада е доволен. Кој од предложените 23 министри за вас е изненадување? Секако ве прашуваме и колку жени има во 24 члената влада на премиерот. Но ова прашање можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм стори. За одговор на ова прашање имате 3 опции. Под А, дали може да покажеме како изгледа тоа? Ете така, значи под А имаме 3, под Б 7 или В 12 жени. Одговорете на опцијата која е вашиот одговор секако и ќе ги соопштиме резултатите во проценти, се разбира по рекламите по завршувањето на црвена линија. А ние во продолжение ќе го погледаме заеднички и прилогот на Далиборка Дамјанска, а потоа ќе започнеме со нашата дискусија на денешните прашања и тема. Архиварите во собранието денеска го примија списокот со предлог министрите во новата влада. Мандатарот го достави заедно со нивните биографии предлог програмата за работа на идната влада. Пратениците имаат 3 дена да ги разгледаат и да ги подготват дискусиите за седницата која ќе почне во сабота предпладне и треба да заврши најдосна во недела на полноќ. Мицкоски повтори дека има големи очекувања од идните министри. Имаме група на луѓе која што ќе биде дел од идната влада, која што е исклучително мотивирана да веднаш постигне резултати. И јас очекувам дека секој од нив максимално ќе се заложи, ќе даде и повеќе од својот личен капацитет да направиме нешто за нашите граѓани. Очекувам безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата од секаков вид, не само политички, за политичкиот нека ни да зборувам. Нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа било каква злоупотреба и овластување на било кое именувано лице, доколку истото биде дел од било какви криминални или коруптивни скандали за кои што постојат докази, се разбира. Мицкоски очекува и брзи резултати во економијата, порача дека бизнисмените може да се чувствуваат сигурно, ги охрабри да вложуваат во проширувањето на капацитетите и да вработуваат повеќе. Ветува подобрување на статусот на земјоделците и зголемување на пензиите уште во првата година, средства за капитални проекти во општините, но и расчистување со криминалот на претходните влади. Озбилно планираме да расчистиме со сомневањата, информациите кои што посебно изминатиот период и доказите стигаат до нас за многу злоупотреби кои што се случувале изминативе 7 години. Тоа им го должиме на граѓаните и лично тука ќе се заложам. Во однос на СДСМ повтори дека ќе почека да се консолидираат повнатрешните превирања, пошто е подготвен да им подаде рака за соработка и национално помирување. А сега почнуваме со вас. Се разбира на 023070005 по вртењето на нашиот добро познат веќе телефонски број, задолжително веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот, да не зборуваме преку спикерфон, интерфон, туку директно преку телефонската слушалка. Денес ве прашуваме во црвена линија. Има ли некој кого очекувавте, се разбира, во новата влада, го нема во изборот на премиерот? Дали застапеноста на жените во новата влада според вас е доволен и кој од предложените 23 министри за вас е изненадување?
Да видиме какви одговори ќе слушнеме токму од вас. Ако веќе го имаме првиот гледач или гледачка, можеме и да почнеме. Добар ден. Добар ден. Добро. Ако еве може да ја загриеме атмосферата и со коментарите, секако во однос на темата за која што зборуваме, се коментираше предлог новиот владин состав, се коментираше и на X платформата. Па ќе почнеме со коментарот на Тор кој што напиша: ќе го користел уставното име, ама немало да попушти пред бугарскиот диктат. Со други зборови, ја пушти Гордана под воз. Новата влада не можела да ја поевтини струјата пред 1 јануари, ама собранието може да донесе закон со кој тоа ќе се овозможи. Председателе, ние денес во Црвена линија ве прашуваме со оглед на тоа што е објавен составот на министри во предлогот за новата влада, дали според вас има некој кого го очекувавте да биде дел од новиот владин состав, но не го видовте во изборот на премиерот? Добар ден. Ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Во Црвена линија, така. Изненадување за мене е Мицковски како не предвиде, како не помисли малце. Прво, можеше барем пред некој ден пред да ја формира владава, да прошеташе по здравствени установи и да видеше што се случува и врз основа на тоа ќе видеше дека Таравари не му е местото да биде министер во владата. Ќе си најдеше друг човек. Тоа е катастрофа невидена. Очекувате ли некого да видите меѓу министрите, но не е дел од изборот на новата влада? Не очекував, затоа што за тоа со сите министри си е одговорен премиерот и треба да ги држи под контрола. Секој за секоја ситница, ако мрдни настрана, одма санкционирање. Ако сака да биде цврста владата и да оди по прав пат. И ако сака да се гради држава како што треба. И пак ќе се навратам, здравството е упропастено и ќе го до упропастат. Е толку за тоа и пријатно може да. Во момента, дали застапеноста на жените во новата влада според вас е доволен? Како рековте? Дали застапеноста на жените во новиот владин состав според вас е доволен? Не е доволен и жената не е застапена. Има многу квалитетни жени, тука е утна работата, требаше да има повеќе женски пол застапеност во владата. Така, благодарам многу за вашите одговори. Јас тука и секако ќе ве охрабрам, се разбира како и секогаш верувам дека ќе ви има во огромен број на 023070005, бидејќи со нетрпение очекуваме да слушнеме еве според вас кој е тој што сте очекувале да биде дел од предложениот нов владин состав, но го нема во списокот, односно во изборот на премиерот. Меѓу другото, ќе потсетиме дека предлогот за новата влада е веќе доставен до собранието, а расправата и гласањето ќе се случат овој викенд, односно владата е веќе составена од 24 министри, од коалицијата и веќе потсетиме Твоја Македонија, бројот е 15 министри. Вреди ќе има 7 министри, политичката партија Знам е застапена со 2 министерски места. Меѓу другото, секако ќе сакаме да слушнеме од вас, како и од гледачот, кој од предложените 23 министри е за вас изненадување. Добар ден! Добро, најверојатно е додено до некое блокирање од технички аспект, како и да имаме голем број на коментари, но она што е најважно токму од вас некаде пред викендот сакаме да слушнеме, еве, дали според вас постои министер кој што или лик кој што недостасува во изборот на премиерот. Навистина кој мислевте дека ќе биде дел од изборот, но не го видовте на списокот. Ќе зборуваме секако денес и за застапеноста на жените во новиот владин состав. Дали сметате дека доволна е бројката на изборот на жени? А јас секако ќе ве потсетам дека имаме и прашање плюс кое што можете да го одговорите доколку се разбира доколку кликнете на Инстаграм. Уште еднаш ќе ве навратам на Инстаграм, навистина
во секој издание на Црвена линија овозможуваме да го слушнеме јавното мислење, односно вашите одговори како граѓани и гледачи и на нашите анкетни прашања. Денес поставуваме прашање: колку жени има во 24 члената влада на премиерот Мицковски? Дали, еве, ја знаете бројката? Под А имате опција 3, под Б 7 и под В 12. Кликнете на вашиот одговор. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Ви недостасува некое име, еве, кое што го очекувавте да биде дел од предлог новиот владин состав, а не е дел во изборот на премиерот? Па мислам дека тој пратеникот од Белес не ми текнува како се вика. Тој ми се чини дека се вика, дека Илија се вика. Така еден низок од Белес. Тој ми се чини дека ќе беше, ама ете го нема. А најголемо изненадување ми е, имам две. Едното ми е тој за култура, не знам, некој глумец е ставен. Лутков, Не добро. знам зошто глумец го ставиле, и тој министерот за спорт. Ја не знам зашто го става тој министерот за спорт кога тој е ракометар. Не знам што има завршено таму. Што има завршено, дали може да ми Не прочитате? сметате дека еве еден спортист би можел да биде добар министер за спорт? Па тогаш треба некој што сади пиперки и батлижани да биде за земјоделие, по мене. Добро, ајде да прокоментираме малку и за застапеноста на жените во новиот владин состав. Јас колку што прочитав, едва и дали има 5-6 жени. Мислам дека треба да има повеќе. Добро, повеќе жени. Колку би сакале еве да биде застапена жената во владин? Повеќе жени од мажи министри? Па не, треба да видат пата на пола, например. Ако владата има 20, треба да видат 10-10. Ама интересира колку жени има и заменици министри. Дали и тоа имате некои податоци да кажете? Па еве, бидете на линија, а како и да е времето ќе истече, ќе покажеме преку коментар на Казаков Максимилијан, каде што еве низ фотографија, еве пишува, вели, кандидатите на ВМРО ДПМН за министри. Меѓу другото, честитки напишал и до новите министри, искрено одличен избор, сем 2-3 имиња кои сметам дека местото не име во политика воопште. Но да оставиме времето да покаже како ќе се покажат. Како и да е, кога веќе зборуваме за жените во новиот владин состав, ќе ги споменеме имињата на Гордана Димитриевска-Кочовска, министер за финанси, Весна Јаневска, министер за образование и наука, и Сања Божиновска, министер за енергетика, рударство и минерални, се извинувам, суровини. Па сметате ли дека е доволна застапеноста на жените во новата влада? Дали меѓу овој избор на премиерот очекувавте да видите некој друг за министера, не го гледате во списокот? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Значи вака, јасно за тоа да имат повеќе жени во новата влада. Мене што ме чуди највише тоа од Блер нема и од знам нема ни една жена во тие министерства, а овие што се од ВМРО и претходни пратеници што биле, самите не требало да припаќаат да бидат министри, затоа што има некои други соодветни кадри кои што и стручни кои што требало да бидат во оваа влада. А жените интересантна работа, не знам зашто не се застапени толку многу, се интелигентни, поинтелигентни се од нас од мажите, затоа што ние сме склони кон мафијачки некои си работи, за корупција, за тие работи, ние сме прави. А жените поќе се плашат од таа работа. А би требало да се позастапени жените како во оваа влада. Ама ете, како кој е е за ова вас што е... најголемо изненадување меѓу овие 23 министри? Па да ви кажем, најголемо изненадување за мене е министерката што е за финанси, па после овој што е за спорт и култура, Борка Талевски, го се вика што е голман што Борко беше. Ристовски. И овој што беше глумец, што беше таму за култура. Зоран Љутков, актер, министер за култура и туризам. Абе, има доста недоследности, ама сепак ајде да видиме нов ден, што викаме турски нова нафака, ќе видиме што ќе биде.
Дај Боже да е многу добро. што споделивте какви размислувања и ставови имате и со Да, јавноста, секој е добро, фала ви со многу што... гледачите на Црвена линија. Благодарам многу што еднаш и како продолжете да не следите за да слушнете и останатите што ќе кажат на денешните прашања. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Па вака, сите министри што се предложени сега се големо изненадување. Министер за одбрана по моја видна точка требаше да види Ковачки, а не да види Владо Мисајловски. Он треба да се дојде у Ѓорче, да се гледа брекџулиците кендо и тоа е тоа. А Борко Ристовски не е достоен за министер за спорт. Поздрав. Ајде, кажете ми околу застапеноста, се исклучи гледачот. Секако имаме повеќе прашања, нема да верувам да изоставите, особено останатите кои што ќе имате можност низ 90 секунди да дадете одговори, да ни одговорите и на прашањата дали според вас застапеноста на жените во новата влада е доволна. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија. Тоа застапеноста на жените. Па жените и мажите се равноправни. Сега, ако ги бидува за политика, па нека бидат во владата. Ако не ги бидува, па нека не бидат. Зошто е то битно колку жени има и колку мажи има во владата? Тоа е ирелевантно, значи скроз небитно. Така да, јас мислам, то прашање не би требало повеќе ни да се поставува. Сметате Што дека се ова зборува квота е доволна, се извинувам. кој е таму, значи, а кој не се очекуваше, кој имаме врвнио СДСМ-овец, речи го Минчев, кој што уствари потекнува и од Ваташа, од селото, кај што најмногу настрадаа од ВМРО, значи луѓето, кај што беа стрелани, накодошени од ВМРО и стрелани од командант ВМРО-ец, Минчев се пикна во ова влада, меѓутоа се знае зашто се пикна. Имат заеднички бизнис со премиерот. Значи, тоа се фотоволтаици, така тука му е заедничкиот интерес, затоа и премиерот го кладе Минчев во Кој ви недостасува вас еве во овој избор на премиерот? Според вас кој недостасува? Немам појма кој е. Се како што му текна на премиерот, така ги стави. Не знам кои се овие. Некој беа во власта, некој не се... Дали ви имавте очекување некој кој што го нема на изборот, на списокот, а би сакале да биде? Па Јосип Брз Тито. Јосип Брз Тито. Добро. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, господје Тинче. Голем поздрав до вас, господине Златко. Кого очекувавте вие во новата влада го нема во изборот на премиерот? Господја Тинче, тие пратеници што највише му обезбедија на господинот Мицкоски пратенички места. Рашела Мизраки му обезбеди 14 пратеници со својот прв глас. И господинот Ковачки, значи тие двајца ми не достигаат во шемата на стари ВМРО-вци. Сум ги гледал, ако ми се склапале очите, сум ги гледал со отворени очи. Да кажам дека повеќе жени би требало, тоа ќе го прашавте, повеќе жени, затоа што жените не се застапени и да се борат за иднината на понежниот пол. Ви благодарам, имајте Останете со нас да ни кажете кој од овој список на министри е вистинско изненадување за вас. Тоа си знае идниот премиер, пошто он ги знае сите биографии, значи треба нормално способни луѓе за све, а он ги знае биографиите во танчина. Ви благодарам, имајте убав ден. Најубав ден имајте ви, секако имајте го денот и понатаму со Црвена линија. Добар ден. Многу слабо ве слушаме. Поздрав и до вас. Па еве, има ли некој кого очекувавте да биде дел од новиот владин состав? Па, мислам дека оваа влада се работи добро.
Нема што да очекувам. Да начекуваш 7 години, 8, не можеш за 100 дена да го оправиш. Тоа е. Една фамилија се ствара. Кој е за вас вистинско изненадување меѓу министрите? Па изненадување што има повеќе жени. Ми изненадија жените. Да ти кажам аз. Нема повеќе жени во таа влада. Меѓу подоматници. Мислам дека ќе водат добро државата. Ќе биде напред да иде. Ме радува што сиотина ќе водат државата. Не. СДС. Ме радува тоа. Највеќе ме тоа радува. Пријатно ти е прозорно. Пријатно и благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, кажете ми, има ли некој кого очекувавте да биде дел од овој? Па искрено јас верувам дека Рашела е голем интелектуалец, работна, способна, интелигентна, научена. Очекував таа да биде, сега не знам дали би била заменик министер, но има понатаму да речеме можности евентуално и таа да влезе во владата. Исто и Ковачки ми се допаѓа со неговата македонштина и борбеност, принципилно знаење, интелигенција, но велам, уверувам на Мицкоски, знам дека овие кои ги постави, дека се како тим и дека би секој од нив поединечно и како тим, како влада би направиле се што е најдобро за сите нас. А господине Тале, од овие сите 23 министри, кој беше за вас најголемо изненадување? Па, дел ги знам, дел не ги знам, но велам, очекувам и апелирам, ова може се биде апел, ако ме слуша Мицкоски или другите министри, некој да му пренеси. Очекувам да се големи борци, секојдневно вложени за мајка Македонија, за секој човек во Македонија, за секој дете во Македонија, да направат максимум што можат да ја подобрат Македонија во секој поглед. Иве, дали според вас застапеноста на жените во новата влада е доволен? Му верувам на Борко Ристевски дека беше играч на светскиот гигант ракометен Барселона, играше во многу екипи, значи има огромно искуство, спортско играше за Македонија многу пати. Добро, благодарам многу и вам за учеството и ќе видиме од следното јавување како ќе ни одговорат на прашањето дали застапеноста на жените во новата влада е доволна. Добар ден. Добар ден. Конечно една дама имаме по почетокот на Црвена линија, па еве вас да ве прашаме, сметате ли дека застапеноста на жените во новата влада е доволна? Емисијата ви е прекрасна. Баш паметно прашање поставиште. Да ви кажам, во парламентот порано, освен председателката Силјановска Давкова, најмногу земаше учество Дафина Стојановска. А сега ја нема во изборот кај Мицкоски. Зошто, како, не знам. После исто така Димитар Ковачевски. И тој Ковачки. И тој исто така земаше учеството. Ја не знам зошто тие не ги предложија. Туку предложија Минчев, го предложиле, нигде не го слушнавме него. Кој е вистинско изненадување за вас во изборот на овие 23 министри? Вистински избор. Изненадување за вас, кој беше? Јас сакам Дафина да ја ставе, Стојановска. Она многу беше активна во собранието. Најактивна беше после председателката. И зошто не ја ставиле, не знам. Дали друго место планира за неја или како. И Димитар Ковачки, и тој беше исто така. А Минчев прв пат го слушам. Лутков артистот прв пат го слушам. Тој во собрание не сум го чувал дека бил. Зошто така? Според вас, Иве, само кажете ми дали застапеноста на жените во новата влада е доволна? Слаба е застапеноста. Барем 5 жени да имаше. Барем 5 жени. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, Иве, веднаш како кон жена прашање дали застапеноста на жените во новата влада според вас е доволна? Добро се ако гледаме бројчано, не е доволна, ама не може да се гледа така. Жените послабо се уклучуваат во политикава. И нормално си мислат дека потешко е
да се стават на повисоки, може не знам што е причината, али не сметам дека не е тоа ништо. Така, кој од предложените министри за вас беше вистинско изненадување? Добро, малце вака мислев дека Николовски ќе го стават за натворешни, тоа го мислев, не дека ова детево е многу вито учено, мислам, способно си е сигурно, ама е вака како помлад, не знам како ќе се снајде. А Николовски па многу го, за се мислам, многу на повеќе работи може, мислам, да одговори, поспособен е, мислам. Инаку, тоа сепак мислам дека искрено влегуваат во ова работа, мислам искрено влегуваат и работа е пожртвовано, сега А постои ли некој кој што очекувавте да биде дел од новиот владин состав, а не е на списокот на премиерот? Па не, за тоа не. А ова што го стави Борко, пак јас баш мислам и добро што го стави ја. Затоа што успеси си имаше и ги има гледано работите како имаат одено во спортот и таму имано и некои криминали сигурно и некои неправдини. Јас пак баш ми се направи чефот дека него го стави ја. Толку, мислам, важно мислам дека ќе биде малку подобро со ова влада. Благодарам многу тогаш за вашето учество и секако за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво, малку погласно. Ајде, сега беше Дурчека, морав така со интерфон да функционирам, сега да, сега веќе е одлично, ке кажам, па има ли некој кого очекувавте во новата влада, го нема на изборот на... Не, од овие, мислам, се сега што формираат влада, не ме изненадува изборот. Дори ме чуди тој Љупчо ли, како сикаше, што беше порано за земјоделие или за што беше тој еден од таа социјалистичка партија на Динко, што беше. Мислам дека пак бил предложен за министер, не знам само за што. Мислам, пази, докажани кадри како минуси, како големи минуси, значи, кои ништо не завршиле работа за државата и пак ги ставил за министри, не е јасно, мислам, гола вода. За дека калето диктира, нема иднина оваа држава, верувајте ми, колку сакаме можеме не тука да кажуваме ово и тој и оној. Калето, све додека не прекине да се мешка во нашите работи, одека сега тоа што оваа држава нема да биде. Дали застапеноста на жените во новата влада е доволна? Види, така само ще едно нешто, пак и ти кажам и за жените има уште време. Значи, оној Тимур, да речеме, слушнав дека бил за 2 министерска места таму ставен. Едно за, што беше таму, за образование и не знам другото, за стварно така е? Мислите на Стефан Андоновски, министерот за информатичко општество и дигитално? Тимчо. Министер за надворешни работи. Док. А за жените застапеност, па види сега вака, пожелно е да бидат застапени, ама гледајќи Ана Лена Бербок или една списка што беше, па и баш и не е баш пожелно. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Тина, како сте, Тина? Добро е, како сте ми вие? Супер, убаво време, сончево време. Како ви изгледа новиот состав, предлог владен состав? Дали некој ви недостасува и сметавте дека ќе биде дел од изборот? Мене во новата влада ми недостасува Ковачки, Дафина и таа Рашела, така се вика Рашела. Добро. Тие ми недостасуваат. Требаше за надворешни работи министер да стане по мое Александар Николовски, а Муцински тој е млад, тој не е искусен, исто. Тоа е по мое, тоа, Тина. А постои ли некој кој што е изненадување за вас, а е дел од овој состав? Тина, за мене е многу нешто изненадување. Јас сум изненаден, јас сум оптимист и сум барал да биде премиер Христијан Мицковски и председателка Гордана Дапкова-Смилјановска. И толку ми е соното стварен што тие навистина, ама сега не сум задоволен со оваа влада вака што е поставено. Има таму некои на мене опште не ми се познати, а Тина, јас се баратам со политика уште од 1973
година од како сум у туѓа земја. А име, дали застапеноста на жените во новата влада е доволна? Слабо е, Тина, слабо е. Видите, во Германија Ангела Меркел, колку беше интелигентна, 4 мандата водеше. Нема кој не ја сакаше. И сите странци ја сакаа. Не, а таму сега е слабо застапеност на жените. Благодарам многу, особено благодарам што секогаш издвојувате време дури и од Германија да не следите и да земете активно учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Благодарам. Па да почнеме со прашањето дали според вас застапеноста на жените во новата влада е доволна? Па ја не гледам тука жени. Колку има? 1, 2? 3. 3. Браво, од 24, 3. Добре, некој недостасува ли на изборот според вас кој што би сакале да биде, а не го гледате на списокот? Груевски. Груевски да ги опре. Добро, друг некој да недостасува вака што е во земјава? И Мијалков со него. Груевски и Мијалков. Добро, има ли изненадување од министриве за вас? Вистинско изненадување? Ставаат послушници, тие што ќе го слушаат, што ќе каже премиерот. Тоа ништо не е ново кај нас. 30 години си ставаат нивни луѓе што може да ги командат и заедно да работат. Знаете што сакам да кажам. Толку од мене. Толку добро. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Секако продолжете да не следите, да слушнете и останатите гледачи како ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Телефонот зазвоне, како да ќе ве подсетам, меѓу другото, додека се вклучи и еве гледачката, дека можете да коментирате и споделувате и на Facebook профилите на Црвена линија. Добар ден. Дали сум јас? Да, во Црвена линија сте, повелете. Еве, јас Мицковски знае дека кој да си ги постави, а дека жени се малку, да, не дека сме ние жени, дека најмалку од 5 не треба да биде помалце. За една рече за Мицаловски дека не е за тоа е способен, да. А не ми достига Мизраки, способна жена, секој пат сме ја гледали на телевизија онака, свака и час. Мислам тоа требаше за нејзе, али Мицковски знае, што мислам ово од Германија што стално кажува незадоволен, да не се секира тој дека се седе во Германија, ние овде ќе си водиме ред, ќе Мицковски си води ред там. Еве, дали застапеноста на жените во новата влада според вас е доволна? Не е доволна, кажав, најмалку од 5 да не биде доле, не сум задоволна. Ти реко Мизраки дека требаше да биде, овој што е Борковски, да и он треба да биде способен. А кој е вистинско изненадување во овој состав за вас? Па да ти кажа за изненадување, едно што го кажа, малце не познат како го кажа, на име не ми беше познат тоа, али сигурно дека Мицко си знае, овој што беше министер, вака што беше за, како го вика, за полицијата, како беше? За внатрешни ли работи? За внатрешни работи, да. Добро, министерот... Така, еве сега ќе ги повториме уште еднаш, да не се мачите да биде како беше, така беше. Благодарам, ќе ви речам, еве да ги повториме кандидатите на ВМРО ДПМН за министри. Александар Николовски, министер за транспорт. Владо Мисајловски, министер за одбрана. Можеме да ја покажеме и сликата. Мислам дека ќе им биде полесно и на гледачите. Ете така. Гордана Димитриевска-Кочовска, министер за финанси. Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи. Златко Перински, министер за локална самоуправа. Стефан Андоновски, министер за информатичко општество и дигитална трансформација. Љупчо Димовски, заменик председател на влада за политички систем. Иван Стојковиќ, министер за односи меѓу заедниците. Борко Ристовски, министер за спорт. Сања Божиновска, министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Цветан Трипуновски, министер за земјоделие, шумарство и
водостопанство, Зоран Љутков, министер за култура и туризам, Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, Весна Јаневска, министер за образование и наука, и Шабан Салиу, министер без ресор, задолжен за интеграција на декадата на ромите. Како и дај ние ве прашуваме, има ли некој кого очекувавте во новата влада, го нема во изборот на премиерот? Добар ден. Добар ден, поздрав. Поздрав повторно вие. Повелете. За владата, мислам дека требаше да има уште две жени во владата. Барем уште две жени, ето Рахела Мисраки и така натаму. А инаку, најповеќе сум задоволен со Димчо Муцунски, што е за надворешни работи, и со Трошаровски, као се вика министерот за внатрешни работи. Очекувам најдобри резултати од тие двајца. Ајде, кој избор ви беше вистинско изненадување? Абе, не ми е изненадување. Според е све, јас верувам во изборот на Мицкос. Имам една забелешка во позитивна насока, да речеме, министерот Стоилковиќ може би ќе допринесе со неговите контакти со Додик, со Вучич, па и со овај Путин, може би ќе успее да дознае нешто за атентатот на Григоров што го извршија. Стоилковиќ ќе дознае за таа работа. Благодарам и пријатно. Благодариме и вие за вашето учество, се разбира, во Црвена линија. До сега имавте можност да слушнете какви ставови, мислења, кој им недостасува, кого очекува, не го видоа на списокот на предлог министри, се разбира, и исто така гледачите открие кој е вистинско изненадување за нив. Сега кога денес говориме и дали сметате дека застапеноста на жените во новата влада е доволна. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, ја да го кажам моето размислување. Прво сум изненаден што место 16 многу беа, сега се 23 министерски места. Значи, Мицковски кажуваше дека ќе се трудиме да го намалиме, значи, тој министерски габарит, помалку да ја кошта државата, но изгледа му се малку 23, не е чудо, уште 3-4 да стави. Тоа е едната работа. Втората работа, многу касно ги кажа кои се министрите кои што ќе ја водат државата. Значи, ние фактички немавме време и немаше да во медиумите кој со каков товар влегува во министерствата. Да може сега комотно да кажам некој чин или не чин. Ево ќе речам еден само за Љупчо Димовски, он беше во претходниот состав министер за земјоделие. Сега не знам што е тамо, меѓутоа од него не сме задоволни од неговата работа. А сега поново е ставен да биде некаковски министер тамо. Значи, фактички ние сме излажани и не можеме да бидеме задоволни од предлогот на господинот Мицковски. Сега овде кај рековте вие за жените. Во претходниот состав, значи далеку повеќе жени имаше во министерствата за разлика од сега. Срамота е од 23 само 3 да бидат жени. Сега, но за секој требаше да има, значи да има што се вика во извештаите да видиме кој какви квалитети има. Така, благодарам многу за јавувањето. Invitabl го има напишано следното на платформата X. Грешки има, требало за одбрана да го стават ковачки, ако може да го покажеме коментарот. Ова е секако од поранешен Твитер. X, ете така, Invitabl напишал: грешки има, требало за одбрана да го стават ковачки, а за надворешни идеален избор е министерот од времето на Грујо Никола Поповски. Има ли некој кого очекувавте во новата влада? Тоа е денеска централно прашање, а не го видовте на списокот како избор на премиерот. Дали сметате дека застапеноста на жените во новиот предлог владен состав е доволна и кое име беше вистинско изненадување за вас? Добар ден. Тина, добар ден, повторно сум јас.
Добро ве слушаме, повелете. Вака, што рековте, и јас сум за Ковачки да беше министер за внатрешни работи. И јас сум. Повторно се јавувам ради Таравари. Нека појде да ги прегледа болниците, пошто он беше министер за здравје. Нека прошета по здравството, како изгледа здравството. Од кај сега он пак дојде на власт тука да биде министер за здравство. Тука ја не сум задоволен. Апсолутно не сум задоволен. Тина, ја гледам целата ситуација што се догаѓа у Македонија. Значи, ја тоа го пратам од 1970 година. И тоа, и сега, и оваа жена што реков Дафина, зошто да нема уште 2-3 жени тамо, Дафина, Рашела, да бидат и тие? Зошто не се тие тука ми нешто не функционира по моје мислење, како ја што сум очекувал да биде тоа. Не? И еден поздрав голем до таа жена што се чеша около германецот, тој сум ја. Нека си го чува швалерот што го има. Ве молам, без такви коментари се одеше во најдобар ред да го држиме нивото на комуникација, без навредливи зборови и секако без префрлања. Но кога сме кај префрлањата, единствено времето налага да ве префрлиме во светот на рекламите, а по рекламите ќе следуваат и резултатите од Instagram Story анкетата. А по рекламите, како што е ред да погледам Инстаграмче, како одговорија на денешното анкетно прашање. Заследете на таму и веќе утре активно учествувате со нив во новата анкета. А на денешното прашање колку жени има во 24 члената влада на премиерот Мицковски, имаше 3 опции за одговор. Под А3 со 3 одговорија 54%, под Б одговорија односно под Б7 одговорија 46%, а под В12 одговорија 0%. Точниот одговор е 3, а секако овде ќе издвоам време да ви се заблагодарам најдлабоко за учеството во ова денешно издание на Црвена линија, како и секогаш создадена и креирана токму од вас и вашите одговори и мислења. И секако надвор е премногу жешко. Ке ве поканам во една пријатна атмосфера, каде што се освојуваат награди. За многу брзо време стартуваме со заврти на Тилма, среда среќен ден, некому ќе му донесе нов фрижидер.